Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, трето информативно издание на нашата телевизија за денеска. Ке се потрудиме да го задржиме вашето и внимание и да ве информираме. Еве ги насловите. Математиката нема да биде задолжителен предмет за сите во државната матура. Македонската полиција ќе добие поголеми плати. Падот на авионот на Луфтханза е голема лекција. Куманово одлучи да не настапува натаму во Суперлигата. Ова се само дел од содржините на кои нашата екипа вредно работеше. За преостанатите информации бидете со нас и по рекламите. Дневникот е точно во 20 часот. Добро вечер, почитувани гледачи, тредневник на К3. Математиката нема да биде задолжителен предмет за сите во државната матура, туку само за оние матуранти кои одбрале природно-математичко подрачје. Ова е договорено на денешната средба помеѓу Министерството за образование и наука и представниците на Средношколската унија. Александра Максимовска. Математиката нема да биде задолжителен предмет во државната матура за сите матуранти, туку само за оние кои на почеток на трета година одбрале природно-математичко подрачје, соопшти Министерството за образование и наука. По подолга дебата се постигна согласност предметот математика да не биде задолжителен за сите ученици во средните училишта, туку само за учениците кои се запишани во гимназиско образование и кои на крајот од втората, односно почеток на третата година од средното образование, го одбрале природно-математичкото подрачје. За гимназијалците кои што го одбрале општествено-хуманистичкото подрачје, како и за сите ученици од средните стручни училишта, математиката ќе биде предмет со можност за избор, покрај странскиот јазик, односно ќе се полага само доколку ученикот го одбере, согласно личната волја, убедување и афинитетите. За гимназијалците кои што го одбрале јазично-уметничкото подрачје, задолжителни предмети ќе бидат мајчиниот и странскиот јазик, соопшти Министерството. На средбата се постигнала и согласност според која Министерството за образование и наука во следниот период ќе достави писмо до сите факултети од областа на техничките науки, со кои ќе им препорача приоритетност во уписните политики, односно селекцијата да имаат кандидатите кои што на државната матура го одбрале и го положиле предметот математика. Како да се заштити шумското богатство во периодот што следи? Разговара одговорните институции. Координираното делување дава резултати. Лани за четвртина е намалена бројката на шумски пожари. Институциите постојано работат на спречување на нелегалната сеча. Шумите се богатство кое треба заеднички да го одржуваме бидејќи придонесува за одржлив развој на општеството. За значителен процент намалена е сечата на шуми во однос на претходните години. Токму овој податок зборува дека институциите координирано делуваат и заеднички работат за заштита на шумите во Кумановско. Секоја институција има своји обврски кои ги презема за да го заштити богатството со кое располагаме и со кое Македонија со право се гордее. Целта на состанокот е разгледување на состојбата со проблемите врзани со бесправна сеча, превезување и продажба на дрва на територијата на Кумановско и пронаоѓање на решенија за нивно надминување. За чување на богатство на држава, на нашите деца, на подружница, на ЈП Македонски шуми, на сите граѓани. И власта се грижи за дополнителна заштита на шумите, со донесените измени на Законот за шуми и јавното предпријатие Македонски шуми, покрај полицијата има право да ангажира чуварска служба. Токму од лани досега намалена е сечата, запленета е поголема количина на дрвна маса, како и возила со кои се вршел нелегален транспорт. Македонски шуми добива обврска, односно е овластена да организира своја шумочуварска служба и да учествува во чување на шуми со реонско чување, додека шумската полиција го задржува патролното чување на шуми. Новите законски измени се строги, казните се ригорозни, објаснуваат од Државниот инспекторат. Во заштитата на шумите со новите законски измени вклучена е и редовната полиција. Со овие мерки се очекува решавање на проблемот со бесправна сеча.
Денеска се разговараше и за заштитата на шумите од пожарите. Иако постепено секоја година се намалува бројката на пожари, сепак мора внимателно да се действува и да се ангажираат сите за уште повеќе да се намали бројката на пожари на отворено. Лани имавме шумски пожари на територијата на општина Куманово, Липково и Старо Нагоричане, но тоа на некој начин успешно се справувавме со него, благодарение на координацијата на сите институции во рамки на она што се однесува до заштита од пожари. Околу 20 до 25% помалку во однос на минатите години. Така да се надевам дека и овој состанок ќе допринесе за уште подобра соработка воопшто меѓу сите институции инволвирани во оваа работа. Пожарите двојно се намалени, сечата е преполовена, се очекуваат резултатите во идниот период. Економската, социјалната и еколошката функција на шумите се од огромно значење за одржливиот развој на економијата и на општеството, како и на подобрување на квалитетот на животот, особено во руралните и планинските подрачја. Постојаните организирани акции против нелегална сеча во Кумановскиот регион ја зголемија бројката на 200 запленети возила од незаконски дрвосечачи. Од Кумановската подружница на Македонски шуми предупредија на високите глоби што следат и информираа за тековните активности. Во шумскиот расадник се подготвуваат садниците за престојната сезона за пошумување и се очекува годинава со зимзелени дрвца да бидат облагородени околу 250 хектари во регионот. Камиони, трактори, пикапи, комбиња со бројка над 200 запленети со нелегално исечени дрва има во складот на подружницата на Македонски шуми во Куманово. Отаму информираа дека некои стојат и повеќе од 10 години додека не завршат судските постапки. Огревно дрво без маркица се дели на установите пред се на училиштата и градинките, додека овие возила треба да завршат во Агенцијата за одземен имот. Одговорните од подружницата уште еднаш упатија апел до граѓаните да не се впуштаат во незаконско сечење и транспортирање на дрва затоа што глобите се многу високи. Легално све што треба да се работи, ми сме тука спремни да искачаме у сусрет на сите граѓани и мислим дека нема да има никакав проблем. И сега има тој нелегално сечење, незаконско сечење, али одговорни су шумска полиција, редовна полиција и така дали. Овие заплените возила стварно имамо проблем, имамо више од 200 заплените таква возила у расадник, а тоа не е интерес на ЈП Македонски шуми, него тие возила немав место каде да се паркира. Во овој период во Кумановското шумско се работи на подготовките за пошумување. Во расадникот се врши пикирање на садниците со зимзелени дрвца кои годинава ќе бидат засадени на површина од 250 хектари во Кумановско-Липковскиот регион. Кумановскиот расадник е еден од најголемите во државата, а исто така и на граѓаните им стои на располагање со најразлични сорти на дрвца. 50% од приходите су од расад. Сега работници веќе работат на исполнение на гајби. Планирамо до 2 до 3 милиона садници да имам сите врсти на дрва. Инаку Кумановската подружница 2014-та ја заврши со позитивно салдо во плюс со 2 милиони денари на сметката. Годинава ќе прават напори за обновување на возниот парк со набавка на нови камиони, а до општината поднеле барање за изградба на мостот кој за време на поплавите беше урнат. Оттаму ги информирале дека одлуката треба да помине на Советот, пошто ќе се изврши реконструкција на паднатиот мост. Општината Липково се наоѓа на 20 минути од Куманово. Жителите од околните села Опај, Оризаре, Отља, Матејче и Слупчане велат дека многу што им недостасува: невработеноста, сиромаштијата, инфраструктурни проблеми се нивно секојдневие. Репортажа на Виолета Зафировска. Нови градби на куќи во општината Липково ги има во изобилие, но не е се така убаво како што изгледа. Тамошните жители се жалат на многу работи. Невработеноста и инфраструктурните проблеми се секојдневие на жителите од Матејче, Липково, Оризаре, Опај и Отља. Нема што да се работи. Младите по цел ден шетаат на улица и седат по кафејани. Ако никогаш земјоделството беше застапено во полнек, сега земјата стои необработена, велат тие. Ништа нема овде, не постои. Ама ништа не постои. Нема ни запослени луѓе, ни нема кој да работи, нема што да једе. Те види све по улица. Све по улица се шетат. Нема куде, нема шта. Земе имам, али куде да земам, куде да земам пара да го орам. Живееме некако, тешко. По највисне да сега невработување. Тоа е најбитно. По тешки услови се овдека во општина Липково. По земјоделство се работи, ама и со земјоделство
што ја производимо ми, тој нема цена, не се продава, на пример. Вработување нема. Нема, сите по кафани немат пари, разбираш, идат кои им дават по едно кафе, разбираш. Седнуваат, а без работа сите. Но не е само невработеноста и борбата за екзистенција единствен проблем на овие жители. Инфраструктурните проблеми како неасфалтирани патишта и немање канализациона мрежа се прашање на кои од никого одговор не добиле досега. Има доста недостатци. Па како на пример, те не се уредени на тротоари за деца, за пат, за овие луѓе што пешачат поред патот. Се недостатува, се. Без работа, без ништа, нема ни вода, ни канализација, ни ништа немамо. Години наназад Оризари и Отлја беа најголеми производители на тутун, а денес на нивите расте се само не тутун. Општината Липково има над 25.000 жители, а најголем дел од нив, дури 90%, се занимаваат со земјоделство. Зголемување на платите за 5% добиваат полициските службеници во април, а од 2017 платите ќе им се зголемат за 20%, со што ќе се изедначат со оние на цариниците, најави министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Повеќе од 10.000 вработени во Министерството за внатрешни работи априлската плата ќе ја добијат со зголемување од 5%, соопшти денеска на пресконференција министерот за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, која нагласи дека ова усогласување на платите на полициските службеници е поддржано од граѓаните. Крајна цел е зголемување на платите за 20% на полициските службеници и овластените службени лица етапно до 2017 година, со што платите на вработените во МВР ќе се изедначат со платите на цариниците, рече Јанкуловска. За оваа намена владата обезбедила 250 милиони денари. Председателот на Македонскиот полициски синдикат Тихомир Климовски истакна дека паричниот инпут ќе придонесе за зајакнување на стандардот на семејствата и зголемување на мотивираноста на вработените во Министерството. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов во интервју рече дека прашањето за спорот за името има нова реалност и оти и Македонија и Грција се влезени во туѓа игра во која интересите ги имаат другите. Во интервју за телевизијата Сител, председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов истакна дека за прв пат на политичката сцена има политичари кои не се обременети со наследството од студената и граѓанската војна во Грција. Прашањето што го отварате за името со соседна Грција на некој начин е влезено во поинаква фаза. Имаме нова реалност, се менува парадигмата и тие и ние стануваме свесни која штета ја трпиме од овој спор и дека сме вовлечени во една туѓа игра во која штетите ги трпиме ние. Така што верувам дека ќе има еден нов тек и нема да робуваме на сето она што сега беше поврзано со проблемот со името, рече Иванов. Прашан за коментар дека самиот чин на објавување на овие материјали кои индицираат со формирање на нова влада во Грција и често спомнување на странски служби од повеќе земји, меѓу кои и од оваа земја македонскиот председател со одговор. Има многу совпаѓања, но врз основа на тоа не можеме да извлекуваме заклучоци. Градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски оствари средба со учениците од една паралелка од 9-то одделение во основното општинско училиште Илинден и со дел од учениците од 4-та година од средното општинско училиште Ѓорче Петров. Најмладите кривопаланчани добија одговори на прашањата кои најмногу ги засегаат лично од првиот човек на градот. Проблемите со кучињата скитници од кои се плаша децата, подобрувањето на условите за спортување и рекреација и проблемите со кои се соочуваат учениците пешаци и велосипедисти. Се само дел од прашањата на кои учениците од 9-то одделение од основното училиште Илинден и матурантите од Кривопаланичката гимназија има можност да добијат одговор од градоначалникот Алексовски. Иницијативата е на основците кои во рамки на проектот за меѓуетничка интеграција од градоначалникот побараа одговори на актуелните прашања од локален интерес, проблеми и ситуација од секојдневието во училиштето, но и низ прашања кои се однесуваат на мултикултурни теми. Минатата недела, значи, учениците од 9-2 клас од основното училиште Илинден на мојот мејл ми поставија неколку прашања на кои бараа да им одговор. Прашањата беа содржајни и сметам дека беа доста добри прашања и баш бев изненаден пријатно што го прочитав тоа
И се слушнавме со директорот и со класниот раководител и се договоривме да не само тие прашања, туку да направиме едно видување со учениците. Денес исто така ми беа поставувани прашања кои беа навистина содржајни прашања и кои прашања заслужуваат внимание, така да и заслужуваме одговори. Самата ова идеја што учениците од основното училиште или не ја пласираа и ми ја дадоа, мене ми е многу драга и многу ја прифати. Активноста е дел од проектот за меѓуетничка интеграција кој училиштето Илинден го реализира со училиштето Симче Настески од Јажинце. Градоначалникот Сенчо Алексовски дојде да разговара, односно да му постават прашање учениците од 9-2 оделение. Градоначалникот одговараше на многу прашања, така да при самата повратна информација ќе добијат и тие други ученици за да видат како нашиот градоначалник функционира во едно сега чисто мултиетнички град. Директорот на гимназијата изрази надеж дека ваквата пракса ќе продолжи и во иднина. Да поразговара со учениците пред се прво од 4-та година, а се разбери дека во наредниот период ќе направи разговори со учениците од другите години. Се надам дека ваквите среди ќе дадат одредени плодни резултати, од смисла тоа што учениците ќе го прашаат градоначалникот за неговите идеи, што сака да направи во градот и во општината, а се разбира дека се надам дека учениците ќе му дадат некоја идеја на градоначалникот што во наредно треба да направи, односно што треба да вгради во својата програма за работа. Средбите со најмладите кривопаланчани на кои всушност останува иднината на општината ќе бидат традиционални, порача градоначалникот, со цел дознавање на нивните проблеми, размена на идеи и изнаоѓање на конкретни решенија. Министерката за култура Елизавета Канчевска-Милевска денеска ја прими младата балерина Стефанија Гаштарска, која на конкуренција од 200 учесници од целиот свет освои сребрен медал во светскиот балетски надпревар од Романија. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска денеска ја прими младата балерина Стефанија Гаштарска, која во конкуренција од 200 учесници од целиот свет освои сребрен медал на светскиот балетски надпревар во Романија. Министерката посочи дека учеството на Стефанија представува не само нејзин личен успех, туку и успех за државата и промоција на Република Македонија како земја на млади талентирани уметници. По освоеното меѓународно признание, Гаштарска во јуни годинава со поддршка на Министерството за култура ќе настапи на познат меѓународен балетски надпревар во Орландо во Соединетите Американски држави, каде ќе се представи со кратка балетска точка за која музиката ја изработи Кирил Џајковски. Стефанија, која има 13 години и ученичка во 8 оделение, појасни дека на надпреварот освоила најголем број поени во својата надпреварувачка група за класичната варијација, пошто учествувала и на надпреварот за наградата Гранд При, каде што партиципирале 8 надпреварувачи од сите групи и категории кои има добиено најголем број поени. Надпреварот бил оценуван од референтна жири комисија составена од реномирани балетски уметници, уметнички директори на балетски компании од Русија, Куба, САД, Порторико, Германија, Кореја, Србија, Хрватска и Романија. Авиокомпанијата Lufthansa обезбедила $300 милиони за вкупните трошоци за обештетување поради падот на авионот Airbus A320. За време на посетата на Хелсинки, германската канцеларка Ангела Меркел покажа трпение и побара германците да ја дадат шанса на Грција да остане во еврозоната. По 6 месеци од парламентарните избори, собранието на Босна и Херцеговина денеска избра новата влада на земјата, предводена од Денис Звиздич. Авиокомпанијата Lufthansa обезбедила $300 милиони за вкупните трошоци за обештетување поради падот на авионот Airbus A320. Во соопштението на Lufthansa се вели како што пренесуваат германските медиуми дека преку еден конзорциум за осигурување се пресметани трошковите за финансиска одштета на семејствата на загинатите, уништување на авионот А320 и плаќање на трошоците за услугите на психолозите и други експерти за кризни состојби. Осигурувачкиот консорциум Алијанс денеска не сакал да го коментира тоа, пренесуваат медиумите.
Во несреќата која се случи на 24 март, која според анализите на истрагата намерно е предизвикал копилотот Андреа Слубец, загинаа сите 144 патници и 6 членови на екипажот. За време посетата на Хелсинки, германската канцеларка покажа трпение и побара германците да й дадат шанса на Грција да остане во еврозоната. Но очигледно ваквиот апел не најде на добар пример кај незините владини партнери. Како што јави дописникот на МИА од Берлин во очекување на реформите што ги вети грчкиот премиер Алексис Ципрас за време на минатонеделната посета на Германија, Меркел вчера изјави дека целосната слика во која што се договараат грчките реформи мора да одговара на реалноста, но дека може да има разлика во мерките кои што ги преземаат владите на земјите членки. Речиси 6 месеци по парламентарните избори одржани лани во октомври, собранието на Босна и Херцеговина денеска е избра новата влада на земјата, предводена од Денис Звиздич од партијата за демократска акција. Како што јави ФЕНА, за избор на новиот совет на министри на Босна и Херцеговина се изјаснија 26 членови на представничкиот дом на парламентарното собрание. 7 беа против, а 1 се воздржа од гласање. Нов босански министер за финансии и трезор е досегашниот премиер Вјекослав Беванда од Хрватската демократска заедница, а со ресурсите одбрана и правда ќе раководат неговите сопартици Марина Пендеш и Јосип Грубеш. Шеф на босанската дипломатија е Игор Црнадак од партијата за демократски прогрес, а нов министер за надворешна трговија и економски односи е Мирко Шаровиќ од Српската демократска партија. Кошаркарскиот клуб Куманово на денешната седница на управниот одбор донесе одлука сепак да не настапува во Суперлигата. Причината за ваквиот чекор се недоследностите во работата на Сдруженијето на прволигашите, кое што според клубот и не постапило според пропозициите. Во текот на денешниот ден во нашата редакција стигна соопштение од Кошаркарскиот клуб Куманово, во кое се истакнува дека нема да го играат утрешниот меч против Карпо Соколи поради прекршување на пропозициите за напребарување. Врз основа на прекршување на сите членови на пропозициите, Кошаркарскиот клуб Куманово не дава согласност за предложениот термин за одигрување на надпреварот утре во 18 часот во Скопје. Со самиот факт што се доведува во прашање регуларноста во лигата, Кошаркарскиот клуб Карпо Соколи до запоштувањето на Суперлигата нема направено трансформација во акционерско друштво, што е законска обврска, па поради тие причини Кошаркарскиот клуб Куманово донесе одлука правдата да ја бара по судски пат, со барање на кривична одговорност од сите инволвирани во оваа незаконска одлука, се вели на крајот од соопштението на Кошаркарскиот клуб Куманово. Македонската фудбалска репрезентација вчера на арената Филип II одигра пријателски надпревар против Австралија, кој заврши 0-0. Овој дуел му послужи на селекторот Бошко Ѓуровски да им даде можност на другите фудбалери кои досега не добиваа многу шанса да се докажат. Македонската фудбалска репрезентација вчера на арената Филип II одигра нерешено 0-0 против селекцијата на Австралија. Селекторот Бошко Ѓуровски по слабото издание на неговите избраници против Белорусија се реши за промени во играчкиот состав, а шанса добија Дарко Велковски, Душко Трајчевски и Маријан Радевски. Азискиот шампион беше поконкретен и имаше две зрели шанси, додека црвено-жолтите повеќе се фокусира на одбраната на својот гол, при што не создадува посериозна шанса за гол. Ремито против кенгурите може да се смета за успех на македонските фудбалери со оглед на многу подобриот рейтинг на противникот на ФИФА листата. Меѓународен спорт, Перо Антич и неговиот тим Атланта забележаа нова победа. Овој пат против Милвоки со 101-88. Корвер се истакна во славието. Ел Шарави би можел да настапува во тандем со Горан Пандев. Предводник во новата победа на Атланта беше Керол со 23 поени, 8 скокови и 5 асистенции. Ал Хорфорд уфрли 18, Милсап имаше 15,
додека македонскиот центар Перо Антич за 15 минути игра постигна 8 поени и запиша 2 скока и 1 асистенција. Кај поразениот тим, Јанис Адетокумбо беше најефикасен со 18 поени, додека дабл-дабл учинок имаше Заза Пачулија со 17 поени и 13 скокови. Перо Антич на овој надпревар го имаше потегот на вечерта и погоди на интересен начин. Победија и Бостон, Лос Анџелес Лейкерс, Торонто, Мемфис, Јута и Портланд. Неверојатниот шутер на Атланта, Кайл Корвер за една минута уфрли дури 11 поени во триумфот на неговиот тим над Милвоки од 101-88. Еден од најдобрите тројкаши во НБА лигата, серијата ја почна во средината на третата четвртина при водство на јастребите со 56-51, додека потоа за само 60 секунди донесе на својата екипа големи плюс 16 поени. Корвер уфрли 3 тројки, додека при четвртиот обид згазна на линијата за 3. Интересно е тоа што бекот на Атланта минатата година влезе во историјата, бидејќи уфрли барем една тројка во 127 последовни НБА дуели. Италијанските медиуми објавија дека напаѓачот на Милан Стефан Ел Шарави од следната сезона ќе игра на позајмица во Дженова. Поучени од искуството од тековната сезона, кога младиот напаѓач Нианг исто така го испратија на позајмица во Женова, и тој проработе. Како стојат работите за следната сезона, планираат истото да го сторат и со Ел Шарави. Колку за подсетување, Нианг нема постигнато гол за тимот од Милано во Серија А, но оваа сезона во Дженова на 8 меча постигна 3 и реализираше една асистенција. Во сезоната 2012-2013 Ел Шарави постигна дури 19 погодоци за росонерите. Меѓутоа од тогаш имаше проблеми со повредите и во последните 2 сезони одигра 23 меча за Милан и постигна 2 гола. Младиот италијански напаѓач професионалната кариера ја започна токму во Дженова и тоа е причината повеќе за желбата на росонерите да го позајмат токму на овој фудбалски клуб. За подсетување од следната сезона, дресот на Дженова ќе го носи и македонскиот напаѓач Горан Пандев, кој според информациите во италијанските медиуми со овој тим се договорил на 2-годишна соработка со можност за продолжување за уште една сезона. Времето во Македонија беше сончево со умерена до мала облачност, дуваше умерен претежно северен ветер. Следува метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Останете со К3 телевизија и имајте пријатна вечер.